Почитувани добровечер, во став вечерва гостуваат Марија Тодоровска, директор на гимназијата Гоце Делчев и Елена Марковска, професор по англиски јазик во гимназијата. Добровечер и добре дојдовте во студиото на Телевизија Плюс. Добро вечер. Добро вечер. Директорке, дали гимназијата Гоце Делчев се уште е најатрактивното училиште во Куманово за младите? Пред да одговорам на ова прашање, би сакала најпрво да се заблагодарам на поканата што денеска сме во оваа емисија. Да ги поздравам сите наши ученици, наставници, вработени во гимназијата и секако загрижените родители и идните наши ученици, односно деветооделенци. Гимназијата од секогаш била и ќе биде едно од најатрактивните училиште во Куманово, бидејќи зад нас стојат многу успеси на државно ниво. Не е случајно што ние како училиште се наоѓаме меѓу најдобрите училишта, затоа што секогаш сме рангирани на највисоко ниво и постигнуваме големи резултати на државна матура. Горди сме со сите наши поранешни ученици, затоа што успехот нив не прави уште посрекни, бидејќи секој се пронашол во својата професија. И тука ќе ги спомнам некои, ќе наведам некои професии, како од областа на медицината многу познати лекари, фармацевти, стоматолози, од областа на технологијата, значи имаме многу успешни електроинженери, имаме технолози, машински инженери, програмери, што сега денеска е една од најактуелните професии, нели, од областа на општествените науки имаме многу познати правници, економисти, професори на универзитети, што сме горди со нивните имиња, нивните заслуги што ги носат, доктори на науки, уметници, многу познати актери, музичари, сликари. И тоа е она што го прави професорот да е уште посреќен и навистина нашата професија е голема благодарност преку сите тие нели успеси на нашите ученици. Согласно конкурсот, за кои профили односно подрачја може да се определат идните средношколци и за кое подрачје вообичаено, што покажува праксата, за кое подрачје има најголем интерес? Гимназиското образование нуди општ спектар на учење на наставни предмети. Ке ги издвоиме по оние подрачја што се поделени во нашето училиште. Природно-математичко имаме под А подрачје и под Б, за кој што малку подоцна и повеќе ќе зборуваме, кои се приоритети, нели, за кои факултети може да се запишат учениците. Обштествено-хуманистичко подрачје, исто така А и Б, и јазично-уметничко А и Б. Секоја година е различен интерес. Некоја година имаме повеќе за природните науки, некоја година, значи тоа се зависи од самата генерација. Без разлика кое подрачје учениците ќе го одберат, во првите 2 години учат сите исти предмети. Единствено во втора година имаме еден изборен предмет кој што учениците го одбираат, и тоа ќе ги набројам се елементарна алгебра и геометрија, информатичка технологија, етика, говорење и пишување и латински јазик. Во трета година учениците имаат повторно можност да се определат за подрачје кое што најмногу ќе им одговара за понатамошното школување. Значи да нема да направат некоја грешка доколку во првата година се запишат во едно подрачје, бидејќи повторно имаат услови за да се премислат во трета година. Во гимназијата Гоце Делчев веќе 2 години функционира и српската паралелка, а од годинава се доделува и стипендија за учениците. Гимназијата Гоце Делчев беше посетена и од српската амбасадорка. Што ќе ни кажете околу српската паралелка? Така, 2 години, значи, веќе функционира оваа паралелка. Учениците имаат можност да го усовршат српскиот јазик, кој го се за нив смета како мајчин јазик, бидејќи тие неделно го изучуваат со 4 часа, а македонскиот јазик и литература го изучуваат со 2 часа неделно. Останатите предмети исто така ги слушаат на српски јазик, но наставната програма е иста со сите оние други класови кои што ги имаме во една генерација. Токму така, во јануари месец ние бевме посетени од српската амбасадорка, таа се запозна со сите наши услови, со учениците, со наставните програми, се она што го следат учениците и
Набргу после тоа дојде делегација која што заедно со родителите оствари една средба и со учениците првично да ги поздрави, нели, и да им додели стипендии кои што се обезбедени од владата на Република Србија. Она пошто се издвојува гимназијата од останатите училишта е билингвалната паралелка македонско-француска. Кажете ни зошто учениците да изберат франкофонска двојазична настава? Билингвалната паралелка започнала уште во 2000-2001 година да функционира. Ова е еден многу интересен проект, да кажам, затоа што е поддржан од Францускиот културен центар и секогаш од Француската амбасада. Предности на оваа паралелка е пред се изучување на францускиот јазик. Учениците имаат можност, значи, со лекторски часови да го усовршат јазикот. Покрај лекторските часови тие слушаат уште часови на француски јазик, по математика, по физика, македонски, иако е македонски, но сепак оној дел каде што е литература, нели, го предаваат на француски јазик, и еве сега имаме интерес и за проширување меѓу другите предмети, како на пример хемија. Тоа е првата работа. Втората работа е полагање на француска матура, што е многу значено. Значи, по завршувањето на гимназиското образование, покрај државна матура што ја полагаат, овие ученици полагаат француска матура, добиваат сертификат од Француски културен центар, подпишан од францускиот амбасадор, и со тоа имаат можност да се запишат на било кој факултет во франкофонските земји. Мислам дека навистина е голема предност. И имаме многу големи резултати од тие ученици кои што беа билингвални во тие билингвални паралелки, кои што го продолжија своето образование надвор, нели, од нашата држава, а сега денеска тие се и професори на светски универзитети. Неодамна беше организиран и отворен ден во гимназијата Гоце Делчев со голем број на штандови, со промоција на сите подрачја кои што ги нуди гимназијата. Штандовите беа посетени од двајца амбасадори, имаше и дефиле на олдтаймери. Да. Може ли малку повеќе околу овој отворен ден да им представиме на гледачите? На отворениот ден ние имавме можност и привилегија како единствено училиште да бидеме посетени од амбасадори. Значи тоа не е случајно, нели, него токму нашето училиште и заслужува да има посета од вакви еминентни личности. Најпрвим беше шпанскиот амбасадор. Зошто? Затоа што во нашето училиште се изучува шпански јазик. Уште од 2001 година шпанскиот јазик се изучува како трет јазик во подрачјето јазично-уметничко А. Но сите ученици имаат можност шпанскиот јазик да го изучуваат како проектна активност. Без разлика на кој смер се, значи од прва година може да се определат и да го слушаат шпанскиот јазик. На тој ден беше и промовирана една стихова збирка од една позната шпанска писателка Карла де Лала. Потоа бевме посетени од францускиот амбасадор, кој што инсистираше да направи средба со сите ученици од билингвална паралелка и со професорите што предаваат во овој пакет, и да ги слушне нивните мислења и идеи за да може да помогне уште повеќе да има интерес, да се развие интерес, нели, кај идните генерации за учење во оваа билингвална паралелка. Тогаш му беа поставени барања да може да пронајде училиште со кое што ние повторно ќе бидеме партнер, нели, училиште во било кое во Франција, и да се вклучат француските училишта во Еразмус плюс. Еве, веднаш ќе кажам дека е исполнето нашето барање и како телевизија ќе бидете поканети на 6 јуни, кога официјално ние ќе направиме и договор и подпишување на таа соработка со едно ново училиште од Франција. Тоа е и она можност на билингвалните паралелки да имаат размена на ученици, една недела тие во Франција и една недела да бидеме домакини, нели, на тие ученици што ќе дојдат од новото училиште. И на крај, значи, самиот амбасадор
бараше да ги посети сите штандови, со големо задоволство беше тоа прифатено, нели, од негова страна, и дури и интерактивно учествуваше во некои обиди што беа направени по хемија, математички задачи и други предмети. И на крајот, нели, беше и ревијално посетено изложбата на старите автомобили. Peugeot 404 здружение што тоа го организираше, но тоа сепак ќе кажам, не е случајно. Зошто токму во нашето училиште? Затоа што ние сме училиште каде што се билингвалните паралелки. Така, кога станува збор за гимназиското образование, многу често се јавува дилема и кај полуматурантите и кај родителите. Што кога ќе се заврши гимназијата? На кој факултет учениците може да се запишат? Па, гимназијата е единствено училиште кое што дава едно широко образование на сите ученици. Бидејќи се застапени сите предмети, сите науки, нели, и така да од на секој факултет може да се запишат. Имаме, нели, показатели, времето покажува дека повторно ќе ги посочам пред подрачјата, значи од природно-математичкото подрачје А можат учениците да одат на информатичките науки, на електротехничките науки, на машинство, значи општо инженерство, архитектура, градежништво, а за сите тие, нели, стојат и многу успешни личности што ние ги знаеме денеска во ова време. Од природно-математичко Б повеќе се насочени кон медицината, значи познати лекари, горди сме на сите тие личности, токму од ова подрачје се, од природно-математичко Б, хемиските науки, биологија, значи сите тие природни науки се токму ученици од ова подрачје. Обштествено-хуманистичкото А, тоа е подрачје каде што ги учениците ги насочуваме кон право, кон економија. Значи, тука имаме исто така можност и на крај сето тоа ќе го кажам, обштествено-хуманистичко Б за филозофија, педагогија, психологија, јазично-уметничко А, изучување на јазици, на класичните јазици, потоа јазично-уметничко Б, значи актери познати, се запишуваат, нели, на драмска академија, на ликовна академија, па дури и на музичка академија. Пак ќе кажам дека гимназија е таа која што го нуди ова. Во стручните училишта само стручно се насочуваат. А секогаш на уписите и кога во далечните времиња имало приемни испити, првин се запишуваат гимназиските ученици, бидејќи имаат поголемо образование, отколку оние ученици кои што доаѓаат точно од стручното училиште. Оно што ќе следи во наредниот период се уписите. Пријавувањето и запишувањето ќе биде во еден уписен рок, но со два термина за пријавување и запишување. Така, пријавувањето е електронски. Може ли да не објасните во пракса што значи електронско запишување? Ќе биле ли потребно учениците да носат и плюс документи во училиштето? Да, па вака, од лани се почна со ова електронско пријавување, со електронски упис во училиштата, така ќе биде и оваа година. Има еден уписен рок, како што кажавте, во јуни со две пријавувања. Првото пријавување е веќе на 20 јуни и тоа 24 часа до 24 часот навечер и 21 јуни до 15 часот. Од причина што се електронски. Што значи тоа? Дека деветоделенците треба, овде апелирам да си ги проверат своите кориснички сметки на Schools.mk. Тоа се сметките кои ги користевме кога се воведе првен учењето на далечина. Значи, дали се точни комбинациите на букви, бројки кои им се лозинките за да нема некаков проблем. Со овие сметки потоа се најавуваат на порталот, веб порталот на Министерството за образование и наука, e-uslugi.mon.gov.mk. Ги знаат тие, меѓутоа не е лошо еве да кажеме. Јасни се упатствата како и што се работи, значи има една пријава за запишување каде што се внесуваат генерални податоци за ученикот, се внесуваат оценките од свидетелствата од 6 до 9 оделение, се внесуваат и самите документи, самите свидетелства и изводот од матична книга на родени се внесуваат скенирани во таа апликација. Доколку има дипломи, исто така пожелно да се внесе. Сега ќе објасна малку и за и околу поените тука.
Тоа се врши, значи, се електронски. На 22 јуни треба да излезат тие прелиминарни ранг листи утрото до кај 9 часот, за да веќе ги знаеме, значи, поените, дали ученикот е примен или не, пошто следува донесување на таа документација во училиштето. Што според нас е малку дупла работа, како да кажам, ние, бидејќи јас со години работам во комисија за упис, порано принципот на работа беше тој, учениците си ги донесуваат документите, ние проверуваме, пресметуваме, тоа е тоа. Сега малку дупло оди, ама тоа е тоа, се прилагодуваме, мора така. Доколку се запишани учениците во кај нас, значи ги донесуваат документите и тоа е тоа. Минимален број на поени за упис е 60 поени, а максималниот е 80, со тоа што од средниот успех од 6 до 9 може да добијат 50 поени, 20 поени добиваат од 4 битни предмети што се за подрачјето за кои сега зборувавме, имаат 5 поени од дипломи, за дипломи да кажеме, еве не е лошо да знаат учениците, деветоделенците, а пред се дипломи од меѓународни надпревари се важат или од државни надпревари, прво, второ, трето место. Значи не сега било какви пофалници, со сета должна почет, меѓутоа тоа е тоа. И уште 5 поени има од поведението. Значи сето тоа се гледа од оваа документација. Тоа си тие потребни документи за запишување. Сите овие информации ги имаме споделено кај нас на нашите профили на социјалните мрежи. Можат, значи, учениците тоа да го видат, а впрочем се што ги интересира слободно може да дојдат и кај нас директно во училиштето, стоиме на располагање. Кога ќе се знаат резултатите од запишување? Второто пријавување на 27 и 28 јуни, повторно истата процедура, конечните ранг листи се објавуваат на 1 јули. Значи тогаш ќе ги имаме дефинитивно и поените, и бројката, и се. Така. Спомнавте дипломи, пофалници, гимназијалците се познати по тоа што континуирано освојуваат награди на регионални, државни, но и меѓународни светски надпревари. Последниот пример е една ваша ученичка, односно под ваше менторство, се врати со 3-та награда од меѓународен надпревар по англиски јазик. Може ли да ни кажете, еве, прво за вашата ученичка, па потоа и за сите оние кои што последниве неколку месеци и години освојуваат значајни резултати? Да, секако. Ви благодарам што ја посочивте. Мила е навистина прекрасно дете. Значи, таа учествуваше на меѓународната олимпијада по англиски јазик ХИПО. Сега од 23 до 25 мај беа во Лидо ди Есоло во Италија и таа и уште еден наш ученик, Марко Спасовски од 2 година, Мила е од 1 година. Мила го зеде 3-тото место, Марко 4-тото место во конкуренција на не знам, околу 30.000 ученици. Во прелиминарната рунда дури имаше и повеќе од 80.000 ученици од цела Европа и на светско ниво има уште повеќе, значи навистина феноменален успех. Мила исто така го зеди првото место на државниот надпревар по англиски јазик, така што 1 година е, верувам дека допрва ќе слушнеме за незините постигања. Треба да спомнеме дека баш вчера, еве, например, ни јавија за прво место на државен надпревар по биологија, имавме 2 втори, 2 трети места, понатаму имаме прва награда за учество на државен надпревар по бизнис и предприемништво, имаме прво, второ, трето место на државен географија, се извинувам, имаме златен медал на надпреварот наука за млади во областа на применета органска хемија, на применета физика, астрономија. Морам да читам затоа што навистина ги има премногу, се извинувам. Со неколку награди се вратија ученици од фестивалот за детско литературно творештво во Санкт Петербург, Русија. Гледате навистина дека децата се успешни на најразлични полиња. Имавме и медал, второ место мислам на државен атлетика. Значи буквално на сите полиња. Тоа е идејата на гимназија, значи да пружи една широка наобразба. Кај нас фокусот е доста широк, значи и на природните науки, и на општествените, меѓутоа не го запоставуваме и спортот. Ова се резултати само од оваа година. Значи имаме ученичка која што е поканета да учествува на селекционен надпревар за учество на Балканска олимпијада за физика, а подоцна и на Светската олимпијада на физика која ќе се одржи во Токио. Вакви ситуации сме имали и во минатото. Јас не можам да не ги спомнам нашите феноменални гимназијалци. Тука ќе го посочам Андреј Величковски, кој што зеде медал на Светската олимпијада по информатика во Јапонија, кој што денеска е многу успешен програмер, успешен, значи, во својата област. Тој беше ученик на пример на ПМА пакетот. Имаме и
пример со Илина Стоилковска, која исто беше на ПМА и тоа во билингвалната. Инаку учениците во билингвалната паралелка, покрај тоа што се во билинг, сепак си бираат еден од овие подрачја. Значи Илина, например, е доктор на науки кој што сега е универзитетски професор, беше први на Техничкиот универзитет во Виена, сега работи и живее во Лондон, да кажеме. Да ја спомнеме Ања Спасовска, која беше првата средношколка од Македонија, која што освои медаља на Олимпијадата по хемија, која што се одржа лани. Потоа, еве, да не ги спуштиме, греота е навистина Светската олимпијада по геонауки 2019, каде што учениците се од ПМА и од ОХБ пакет, Ања е од ПМБ пакет. Значи, секој пакет си нуди своја наобразба која што многу им значи на овие ученици и за учество на надпревери, меѓутоа и генерално за едно формирање на сите тие нивни знаења кои многу им значат понатаму, дефинитивно. Само да не направам греф на сите они кои нема да ги спомнам, однапред им се извинувам и ги поздравувам и им честитам од срце. Верувам дека сите тие ќе постигнат уште многу награди. За овие награди исто така можете да прочитате во секое време на објавите кај нас на профилите на социјалните мрежи. Ние не пропуштаме прилика да ги спомнеме и да им се заблагодариме на вистина. Честитки за сите, секако. Благодарам. Директорке, во рамките на училиштето успешно функционира и оркестарот Симфониум. Неодамна мислам дека една ученичка се освои прво место на државен надпревар по музичка уметност како солист. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу оркестарот, околу успесите на овој оркестар, од кога постои и како функционира? Така, овој оркестар постои веќе 2,5 години и за овие 2,5 години веќе има 40 настапи, награди. Еве сега ќе го спомнеме награда и успехот на овој оркестар. На државно ниво, значи музичките педагози организираат надпревари и се надпреварува во категорија со сите средни училишта кои што исто така имаат оркестри и ние сме значи прогласени за најдобри. Дури велат дека до година ќе бидеме вон конкуренција, бидејќи не можат со нас да се мерат, нели? Исто така и на ниво на солисти, освои ученичката прво место. Секогаш овој оркестар ги придружува сите манифестации што се одржуваат во нашиот град, на литературни читања, на Ден на Европа. Значи, како училиште сме отворени за поддршка и соработка со сите здруженија, нели, со општината, за да можеме да дадеме допринос. И особено оваа година би го истакнала прекрасниот концерт што се одржа после великденските празници, нели, во црковниот храм Свети Никола, што дојде до израз акустиката, нели, во самиот тој објект и навистина имаше една прекрасна програма приготвена од страна на учениците и менторот Филип Петровски. Освен ова, гимназијата секогаш е со многу активности. Една од активностите се и големиот број на трибини кои што ги организирате во рамки на училиштето, на кои што се дискутира и разговара со учениците на различни теми, врсничко насилство, семејно насилство, разни зависности и така натаму. Колку учениците се отворени да разговараат на различни теми? Па мислам дека се доста отворени. Важно се извинувам да се разговара со учениците. Секако дека од огромна важност, значи секогаш ни е приоритет да се слушне нивното мислење. Тие имаат навистина многу идеи, многу замисли, многу прашања понекогаш и убаво е да се седне и заедно да продискутираме за сето тоа. Во рамките на училиштето постои дебатен клуб кој што редовно одржува своји дебати, каде што се дискутира на теми комуникација со професорите, дали е кариерно советување, дали е, што спомнавте за жал, актуелната тема меѓуврсничко насилство и така натаму. Овие дебати се поддржани од ученичкиот парламент кој што доста успешно функционира кај нас во училиштето. Овој парламент служи тука, значи да им помогне на учениците да го искажат нивниот активизам преку секогаш свежи идеи, така да кажам, и решавање на одредени прашања на генерациско ниво пред се, на ниво на цело училиште. Значи се оди на еден пирамидален начин, тоа е многу важно да се истакне, затоа што си има свој
значи во рамките на парламентот има нели председател, членови кои што допираат до сите класови и секогаш секој ученик се трудиме да биде прашан и да го слушнеме неговото мислење. Овој ученички парламент беше активен на пример и во организација на спортски турнир во гимназијата, каде што беше идејата да се промовира здрав начин на живот, битно е да се учествува и така натаму. Имаше навистина огромен одзив, учениците беа многу расположени, имавме тука и атлетика, и шах, и кошарка, и одбојка, и навистина тие се исполнети кога ја добиваат приликата да можат самите да пружат нешто и се горди на себе нормално. Овој парламент исто така служи и за промовирање на некои многу хумани идеи. Имаме многу ученици кои што се волонтери, кои што спроведуваат хуманитарни акции. Тука би ги споменале само да кажеме новогодишните пакетчиња, да кажеме за децата од социјално загрозените семејства, или кога ги израдуваа по старите дами во домот за стари лица за 8 март, или за Великден кога ги изненадија штитениците во центарот Порака наша и така натаму. Од наши ученици е составено дури едно граѓанско здружение, се вика Да направиме промена, кое што има навистина значајни еколошки акции низ градот, кои се состојат од чистење на јавните површини, собирање ѓубре и често повикуваат на учество и од страна, каде што се одзиваат многу наши сограѓани, се одзиваме и ние како нивни наставници, нивните соученици. И задоволството е огромно кога ќе видите дека она што сте го вложиле во вашите ученици се покажува преку нив како навистина исполнителни личности. Месецов го одбележавте патрониот празник на училиштето во сосема целосно реконструирано училиште, разубавено со еден мурал, изработено од 20 млади уметници. Колку време траеше реконструкцијата, голем број од гледачите знаат и нели преку прилозите во вести се, но секако не е на одмет да се подсетиме колку време траеше реконструкцијата, со колкови средства беше завршена и што е она што беше обновено и направено изминатиот период во гимназијата Гоце Делчев. Уште во 2020 година, летово, започна со реконструкцијата надворешно први на училиштето, со поставувањето на нови прозорци, нели, термоизолациони, нова фасада, нов кров, значи целосно надворешниот изглед се смени на училиштето со тоа што на крај нели се украси со овој убав мурал. Внатрешно, значи, имавме средства обезбедено и за навлегување на внатрешната реконструкција во училиштето, со тоа што направивме нова средина, една многу попријатна за учениците, со сменување на подни површини, поставување на сончени завеси, кој што ни беше како и еден проблем во летните периоди, односно еве овие последни денови нели од училишната година и во септември. Потоа имаме набавено веќе нов училишен инвентар, нови столчиња, нели, клупи, сијалични места се нови, значи лед сијалици поставени, што е многу битно современа и наставата со поставување нели на електронски смарт табли кои што учениците имаат можност за покреативност и секако и наставниците, и веднаш има голема промена во наставата, изведување нели за секој час. Опремени се комплетно сите кабинети со сите нагледни средства, кои што подоцна вие ќе имате можност да видите едно видео, па ќе видите како и експерименти изведуваат учениците. Тука ќе ги споменам биологија, хемија, физика, комплетно уредена информатика, медиатека, и што е спортската сала е целосно реконструирана. Тоа е, значи, од самото постоење на училиштето, значи не било направено реконструкција на спортската села. Сега имаме и нов под, нови прозорци, нови ѕидни облоги, нови реквизити, што е најбитно нели за изведување на наставата. И многу интересно е нешто што досега, значи, не сме го промовирале, подрумскиот дел, што секогаш знаеме зошто служат нели подрумите, но ние се
одлучивме да и ова биде едно многу пријатно катче за нашите ученици, па направивме во тие подромски простории теретани, пинг-понг сала и сала за креативноста на ликовните уметници и драмските уметници. Учениците ќе имаат можност во своето слободно време да можат и малку да се релаксираат, нели, со играње на пинг-понг или во теретана. Музичкиот кабинет е комплетно опремен со сите инструменти и многу интересно е што во нашето училиште е поставен разглас, озвучување, така додека трае наставата, тивко се слуша една пријатна музика, значи една убава атмосфера има и за работа и за самите ученици кои што многу пријатно се чувствуваат, нели. Во тек е една реконструкција на канализацијската мрежа во училишниот двор, со која што после ќе финишира со хортикултурно уредување. И имаме сега во тек еден многу интересен проект, кој што сега е тендерската постапка, поставување на лифт, што мислиме дека ќе биде тоа многу значајно за иднината на нашето училиште, за изведување, нели, на наставата и за оние ученици кои што имаат физичка попреченост. Гимназијата е меѓу 4 училишта во Куманово, кое што доби фотоволтаична централа. Кои се бенефитите од поставувањето на фотоволтаици на училиштата? Така, ние од тие 4 училишта сме единствени кои што ги ставивме во функција. Во јануари месец се поставени, чекавме малку подолго на документација за да добиеме одобрување од ЕВН и ЕСН добавувачи, но неодамна пред некои десетина дена веќе почнавме со произведување на струја исклучиво само за наши потреби, значи ние нема да бидеме произведители за пошироката јавност, него исклучиво за наши потреби, за да можеме да ги задоволиме сија личните осветлувања, работа со компјутер, работата на компјутери, на клима уредите и сметаме дека со ова многу ќе заштетиме, нели, на енергетската ефикасност и на финансиите во таа област. Претходно ги спомнавме Еразмус проектите. Кажете ни во моментов во гимназијата Гоце Делчев колку проекти се активни, од кога гимназијата започна со имплементација на вакви проекти и која е целта? Така, Еразмус плюс програмата во нашето училиште се имплементира во последниве 8 години. До сега имавме реализирано некаде околу 20 на проекти, од кои што активни моментално се 6. Оваа програма се фокусира на развивање на вештини и на компетенции кои што се однесуваат на учењето и на наставата и се од голема корист и за учениците, но и за нас како наставници. Освен овие вештини и компетенции, многу е значајно и за развивање на овие билатерални и мултилатерални партнерства, бидејќи се вклучени навистина голем број на држави тука. Темите кои што најчесто се обработуваат во овие проекти се навистина актуелни, се однесуваат на информатичко-технолошкото доба и сите негови придобивки, дигитализација во наставата, што за нас е особено важно, примена на овие нови апликации без кои што навистина денеска, сакали или не, мора да признаеме, наставата не може да се одвива на стар начин. Еве, например, имаме еден проект каде што фокусот е на STEAM предметите, STEAM каде што доаѓа од Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, значи ова се предметите од природните науки, информатичка технологија, математика, но сето тоа поврзано со уметностите, што е клучен фокус на Европската комисија и секаде во училиштата низ Европа, главен фокус е баш на ова, од причина што живееме во една четврта така наречена индустријска револуција, каде што мораме да ги следиме трендовите што се битни за нашите ученици и за идните кариери нивни, кои што овие трендови ги поставуваат. Полека се губат, значи, оние некои стари работни места, се заменуваат со некои нови. Ние како училиште, еве и преку овие Еразмус плюс програми, понатаму ги имплементираме и во наставата и тоа им го нудиме на нашите ученици. Нормално не смееме да испуштиме тука, да испуштиме придобивката од осознавање на различни култури и традиции кои што учениците имаат прилика да ги видат при посета на овие земји, а секако и промоција на нашата македонска култура и традиција и баш ја забележувате онаа гордост во очите на учениците кога имаат прилика да го направат. Така што секој кој сака да учествува во овие Еразмус плюс програми е добре дојден, може да се пријави, ќе се направи селекција, ќе се договориме. Само нека има што повеќе вакви проекти и мислам дека е од корист на сите.
И сосема на крајот на емисијата, зошто полуматурантите да се определат за гимназиско образование? Зошто? Затоа што кажавме и пак ќе кажеме, гимназија навистина нуди една широка наобразба. Значи, опфатени се сите подрачја кои што се многу битни за младите луѓе, без оглед на тоа дали се строго фокусирани, да кажеме, на кариера во информатичка технологија. Меѓутоа, ова што го спомнав пред малку, не може таа кариера да оди без познавања и од уметност или без да се формираат оние soft skills, што ги викаат меки вештини, значи во комуникација. Гимназија сето тоа го нуди интегрирано низ својата наставна програма. Значи, да се фокусираме, да кажеме, и на изградбата на една општа култура, општи познавања кои што понатаму прават навистина интелектуалци од нашите ученици кои што се потоа успешни во сите сфери од нивното работење. За сето ова што го зборувавме вечерва, гимназијата Гоце Делчев има подготвено едно видео. Да, видеото е подготвено од нашите ученици, да им се заблагодарам јавно. Навистина беа исполнителни, не беше лесно, меѓутоа дадоа се од себе и тоа е уште еден доказ колку нашите ученици навистина знаат, можат и умеат. Низ видеото ќе видиме, значи, сето она што го кажавме, визуелно ќе го покажеме, преку посочување на кабинетите, на изведување на експерименти или не знам проби на драмската секција или функција на ученичкиот парламент, значи навистина гледате и самите колку многу елементи има во нашата гимназија и колку многу можности им се нудат всушност на нашите ученици. Директорке, која би била вашата порака до 9 оделенците? Мојата порака е, доколку сакате да бидете дел од историјата на успешната гимназија, со високо и широко образовно знаење по сите предмети, биди гимназијалец, затоа што најдобрите ученици секогаш одат во гимназија. Ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам. Почитувани, во продолжение ќе имате можност да го проследите видеото подготвено од гимназијата Гоце Делчев. Пријатна вечер. Да се издвоите, да се напредите себе си и да ги скачите скалилата кон успехот. Тоа е можност да му помогнете на светот, да го откриете својот свет, да се запознаете себе си и своите интереси. Да навлезете подлабоко во својата имагинација, да ги истражите можностите што ви ги нуди образованието користејќи го својот интелект. Да истражите кои сте вие и да научите како да се справите со животот онако како што е. Ова е место да креирате, место да верувате и да сонувате, да се инспирирате, но и да инспирирате. Ние сме едно општество, ние сме креатори, ние сме иноватори, ние сме гимназијалци, а ти не чекај, придружи ни се. Јас сум Андреј. А јас сум Мила и ние ќе ве запознаеме со можностите кои што ги нуди нашата гимназија. Јас се викам Ѓорѓе Златевски и сум ученик во прва година во гимназијата Гоце Делчев. Математиката, програмирањето и физиката се моите пасии и знаев дека со запишувањето во гимназија знаењето од овие области ќе ги подигнам на повисоко ниво.
Уште во прва година постигнав високи резултати на државниот натура програмирање, а и успев да се пласирам на Македонската математичка олимпијада. Здраво, јас сум Марко. Сакам да ви ја представам мојата игра Старост, која изработив за нашата училишна компанија BlueSphere за надпреварот по бизнис Junior Achievement. Играта е изработена во Unity Game Engine и се работи за игра од тип платформер, каде што има 4 левели и цел на секој левел е да се соберат сите бајчи. Совитот програмирање ми беа многу од помош при креирањето на оваа игра. Зовем се Теодора Аврамовиќ. Учеnica сум српском разреду у нашој гимназија. Моја љубов спрема српском јазику е разлог по кој сум се уписала у српску паралелку. Буди и ти дел српски паралелке у следеќи години уживај у изучавање српског јазика и користи стипендија Влада Република Србија. Размислете да продолжите своје образование у гимназија Гоце Делчев како би могли и ваше образование потом наставити у едном од престижни факултета у Србија. Здраво, дечки, како сте? Супер. Моето име е Викторија Митревска и сум ученик од 4-6. Сега сум на прагот од моето матурирање и сметам дека треба да ги споделам своите искуства за идните генерации, они кои што допрва треба да поминат низ овие училници, низ ова училиште. Јас например бев личност која што не знаев што сакав да бидам во животот и сметам дека гимназијата е добра алтернатива за тоа да се пројавам себе си, затоа што нуди пакети каде што учиме најразлични предмети, има доста практична работа во смислу со биологијата, химијата и останатите.
И сетам дека ова е место каде што ги наоѓаме своите поживотни пријатели. Јас сум Александр Станчевски, ова ми е последната училишна година тука и искрено имав две причини за да се запишам во ова училиште. Едната од нив е бидејќи мислам дека ова училиште највеќе ќе ме подготви за факултетот кој сакам да го продолжам, а другата причина е како и сите други, бидејќи имам слушната му дека тука е најдобрата дружба. Јас сум Марта Колевска, ученик во 2-5 клас. Можам да кажам дека гимназијата Гоце Делчев е едно од училиштата во Куманово кое што е снабдено и се одликува со најдобри и најудобни услови за работа. Имаме голем број на опремени кабинети по биологија, по хемија, имаме многу добри услови за работа во училниците, исто така професорите се залагаат секој од нас да се пронајде себе си, да го пронајде она во кое што е најдобар и секако да се запише на факултетот кој што ќе му помогне да се снабди себе си со знаење во сите аспекти. Јас сум Димитри Трајковски од 2-3, во гимназија се запишав бидејќи повеќето од моите пријатели беа запишани тука. Сум слушнал дека гимназија дава големи можности за создавање нови вештини, имам слушнато за многу Еразмус програми кои се случуваат тука и за размена меѓу учениците и тоа беше една од причините кои ме привлече тука. И како последно прашање, кој сакаме да го поставаме, Еразмус Плюс програмата им е добро позната на нашите гимназијалци. Со многобројните проекти и партнерства тие се стекнуваат со нови драгоцени искуства, како што се запознавање со врсници од европските држави, запознавање со нивниот начин на живот, култура и традиција. The friendships we gain here last for a lifetime and the knowledge we get here is priceless. You're always welcome. Добре дојдовте.